Здраво, ова е 269-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на прв печатоци илустrirани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Boys Afraid од Ари Астер, во кој станува збор за Бо Васерман, глумен од Жоакин Феникс, кој има неуспешен обид да оди до аеродром и да ја посети неговата мајка на денот кога почнал неговиот татко за тоа што украдени се неговите клучеви во апартманот. Неговата мајка потоа умира и филмот станува една иманентна, колку што е и екстерна одисеја на Бо да оди до незиното почивалиште, односно да присуствува на погребот, а при тоа поминува низ вртлок на апсурдни представленија, кои се отелотворени благодарение на неговата анксиозност и параноја, соочувајќи се со различни итерации на себе си низ својот живот. Најнапред да го тргнеме на страна чинителот дека Ари Астер ми е еден од малкуте омилени режисери на денешницата, што е многу лошо за него и неговиот труд, затоа што имам високо подигнати критериуми кои треба да ги исполни со неговите нови творби, во спротивно ќе бидам револтиран, а Ари упорно успева да не ме разочара со неговите визуелни созданија. Вината е првиот збор кој го запишува терапевтот на сесијата во која учествува Бо, која дополнително се наголемува во тишината насреде повикот кон неговата мајка, која мора да ја информира дека нема да лета за да се види со неа и незините пасивно-агресивни коментари се доволни за да се засади јадеж во него за грижа на совест. Не се од помош уценувачките повици да оди на погребот на неговата мајка. Никој при здрава свест не би оставил отворен стан во населбата во која што живее Бо. И како не би имал еден човек анксиозност доколку би живеел во светот на Ари? Астер, заедно со Погорзелски, снима неколку широки планови на трекинг кадри низ улиците, масовни кадри во кои се мотивира човек да скокне од зграда, агитирани ликови на кои во секој миг може да им се прелее гневот и го прекршат законот. Во случајот на филмот станува непоканети гости во домот на Бо, одејќи еден чекор подалеку од гостите на Аронофски во Мадър, со тоа што во зомби апокалипсата на Астер, гостите не прашуваат дали вратата е отворена, си го окупираат туѓиот дом додека Бо е оставен на улица. Мантрата на овој свет е запишана на графит во самата зграда. Бо поминува низ незапирлива криза на идентитет, кој е принуден да признае најпрви на себе си дека бил кукавица, обвинен дека користел своевидни изговори и невистини против собствената мајка, за терапевтски да се соочи со вистината, не само со неговата мајка во епилогот, туку со гледањето на екземпларните мигновенија од премотаниот живот, да се посведочи дека Бо не сака да донесе избор, па затоа препушта другите да изберат наместо него, во негово име, за да го избегне соочувањето со последиците од тој избор. Под сета таа репресија на наталожената вина се наоѓа и избориштето на несигурност на момчето Бо, кое од толку многу планирање одлучува да не одлучува, пролонгирајќи го неизбежниот исход, до тогаш хранејќи ја анксиозност. Неколку паралели се аналогни помеѓу новиот филм на Астер и The Tenant на Полански, барем во првиот чин, воспоставени преку анонимните пораки кои ги добива Бо под вратата да биде потивок, иако светот околу него не престанува да вреви, а тој се обидува само да заспие, налик проблемите кои ги има Трелковски со непостоечката пучава кај соседите, образувајќи ги заемните кавкијански заврзлами на двата филма. Кавкијанска е и неможноста да си оди Бо во собствениот отуѓен дом, со пролонгираното лекување од страна на фамилијата која го прегазува, како и процесот на судење од страна на неговиот адвокат, како омажирање на процес на Кавка. Водејќи се од констатацијата дека тагата никогаш не е сингуларна, односно поединечна, туку доаѓа како баталион, нагло и мултиплицирана, исказ во конотација на напласненото надоаѓање на лавината од трауми, која го закопува Бо во неколку наврати, правејќи го странец во собственото тело, кој сака да избега од него, со оглед на тоа што најпрвин е впрегната дискрепанца со атакот на домот, кој веќе станува туѓ.
за него, односно се отуѓува. Филмот своеволно пробива и излегува во питорескна црна комедија преку повик на мобилниот телефон мајка му, на кој се јавува доставувачот и ја соопштува веста за нејзината смрт на синот до истрелите на ликот на Меноше во своето тело, амалгамирајќи го на бизарен начин комичното однесување на ликовите во трагични ситуации, поентирајќи на ова поле преку когнитивната дисонанца од погледнатите необичности кои понирале од несвесното и ги отелотвориле неговите стравови. Подмолните малолетнички го присилуваат да дува Бо како постапка за одмотување на клопчето на трипод, во кој се обсервира себе си како млад со неговата мајка на плажа, кај што ја запознава неговата симпатија. Секој миг во кој се удира неговата глава е пристап искористен за започнување на фантазмагоричните евокативни флешбеци, кај што се деконструира споменот и се елиминира браната на репресијата и дозволува да се погледне во подкровјето, кај што се крие монструот на сексуалната траума како метафора за смртта на таткото насреде сексуален чин поради срцевиот шум. Во земјата на Оз, лута Бон из шумата кај што заседува актерската трупа на свираците на шумата, која ја изведува приказната на неговиот живот како уште еден начин во кој Бо е гледач во аудиториумот на сопственото постојање. Интермедијалност добива постмодерниот филм во представата во шумата и анимацијата на Жоакин Косина и Кристобал Леон, за која сум убеден дека Астер, кога го погледнал нивниот прекрасен анимиран хорор филм The Wolf House, ја имал истата фасцинација која јас ја имав гледајќи го нивното ремек дело, па затоа ги ангажирал да ја хибридизира театарската мета представа за таткото разделен од синовите во овој палимпсест од автореферентен филм во манирот на последните дела на Чарли Кауфман или првите дела на Майкл Гондри. Хорор постулатите се присутни во творбата, од соголениот убиец со нанесување на рани од бодежи, убивачи во домот, прегазување, пиење на боја, скротување на развеснетиот Денис Меноше и неговите истрели, чудовиштето кое, како и во Хередитери, се чува за епилогот, кај што има и едно мицомаровско жртвување со скок од балкон во аудиториумот. Ако ја отпакуваме Пандорината кутија на филмот, ќе ја најдеме во неа импулси на Едиповиот комплекс, кај што синот, за да се роди, технички мора да почине таткото, а мајката без здрав резон оди до екстрема да ја лажира незината смрт за да ги разоткрие лагите на незиниот син, мајка која не добила љубов од незината сопствена мајка, со тоа што автономијата од неа, таа ја третира како закана за незиното постојање и незината љубов е условена со реципроцитет, на што Бо подлегнува на неговите инхибирани фиксации за задавување на мајката, која со незиното себично однесување не е далеко од краткиот филм на Ари, односно Мунчхаузен, кај што и таму мајката сепак го има последниот збор, имплементирајќи грижа на совест во синот, труејќи го на тој начин, односно кастрирајќи го со незината завист и пред се зависност од него. Момчето кое си игра со Брод на почетокот на филмот во фонтаната е предвесник на епилогот во кој отпловува со чамец самиот Бо и му се суди на животниот перформанс на модерниот Трелковски и Јозеф К во едно. Идиличното семејство на прегазувачи е исто така аналогно на погледите преку белата ограда на американскиот сон, кој чува темпирана бомба во дворот, односно војникот со PTSD, а ако веќе се послужувам со фројдовската психоанализа, тогаш монструозниот орган погребан во несвесноста на подкровјето, соодветно е прикажан како гротескна чудовишност на таткото кој ровари во сечи и спомени. Пиесата на театарот на апсурд заседува во филмот уште од човекот кој паѓа во када врз Бо, како што висеше колет во Хередитери, до налетувањето на соголениот убиец, непредвидливото однесување на поранешниот војник со PTSD, падот на лустерот врз главата на Мона, повраќањето врз лаптопот, програмата Канал 78 на која се емитува шоуто на Бо, до абсурдната согледба да се има деца без смртоносен сексуален чин и да се дојде до инстантен ригор мортис насреде чинот, се само неколку варијации на сеопфатниот апсурд во делото, кај што извира магичниот реализам во него.
Филмот помина низ неколку работни наслови, од Mona's Choice во Disappointment Boulevard, и мислам дека финалниот наслов е најсоодветен. Начинот на умирање на неговиот татко, дедо и прадедо се сродни на агенциите на Hereditary за наследното проклество со кое треба да се носи ликот, но и ја комплетира трилогијата на филмови кои се предводени од ликови кои мора да се справат со тежината на губитокот на саканиот. Филмот не би постоел да не е Жоакин Феникс и неговата посветеност за оживување на Бо, кој се плаши од светот и ги извади на површина несигурностите на ликот, а при тоа да остане зачуден во светот во кој е затекнат неговиот лик. Астер стратешки поставува бројни споредни улоги на впечатливи актери и актерки, како што е појавувањето во шумата на Джулиан Ричингс, потоа семејството кое го вдомува Бо, предводено од Нейтан Лейн и Ејми Рајан, импулсивната ќерка глумена од Кайли Роџерс и гневниот Денис Меношет, кои го чуваат како куче врзано за синџир во дворот, сексуалните ескапади со Паркер Пози, повикот на Бил Хейдер, како и судењето предизвикано од Ричард Кајнд, се неколку од актерите кои со препознатлив физикус и говор го збогатуваат делото во кое младата итерација на Бо ја глуми Џејмс Цветковски. Композициите на Боби Крлич, односно The Hexencloak, ја постигнуваа зацртаната цел да го засилат апсурдот како какофонични, односно атонални истрели кои ја подгреваат тензичноста и конвергираат со визуелното очудување, резонирајќи на оддалечувањето од здраворазумието на Бо. Изборот на поп композиција во саунтракот само ја засилува иронијата во односот на проблематичниот сооднос на родителот и синот, кој според рефрените сака да биде покрај него, а Бо не може да ја исполни таа желба. Да речеме дека Мараја Кери никогаш не звучела толку оргазмично како што звучи во филмот. Врвниот директор на фотографија Павел Погорзелски користи спори доближување до лицето на Жоакин за време на повиците, кадрирајќи го самотниот Бо насреде десатурираните домови спроти колоритните патешествија на бујната имагинација, не знаејќи дали во постојачки или непостојачки свет зачекорува Бо, внатре или надвор, а кадрирањето во домот на Мона, кој по скалите ме подсети на лавиринтите на Ешер, е аналогно на снимањето на интериерите во Hereditary, а напречниот пресек на скалилата делува како од приказ на куќарките во самиот тој филм. Лусиан Џонстон, постојаниот монтажер на Астер и на браќата Коен, се наоѓа пред невозможна задача да го балансира тонот на хаотичниот наплив на корпусот на комични и трагични наличја во постмодерниот филм, но и да изнајде безпрекорен лаконски начин да се задржат сите круцијални значенски компоненти во делото, без да се отстранат или направи нивен субститут, но при тоа да не се злоупотреби вниманието на гледачот, што со сите добри интенции на монтажерот е прилично невозможно да се постигне во овој филм. Неколку пати е фрагментиран и неуспешен ретроспективниот флешбек, меѓутоа има поигрување во монтажата со луцидните соневити привиденија, во кои се манифестираат новоизвајаните и компилирани доживувања од спомените. Режисерот Ари Астер секогаш демонстрирал знаци на поигрување со објектното, пенетрирајќи директно во несвесното на Америка во мало, предел кај што милувале да престојуваат и Дейвид Линч и Тод Солонс претходно. Мрачната страна на американското секојдневие ја започнува со краткиот Herman's Cure All Tonic од 2008 година, кој го работи во конзерваториумот на EFI, кај што и студира, филм во кој Херман е фармацевт, кој е потиштен од неговиот татко, чија што зелена течност која пени од неговиот папук ја складира Херман и ја продава како лекови тоник. Перверзиите и бизарностите се максимално експлоатирани во култниот The Strange Thing About the Johnsons од 2011 година, филмот кој беше моето прво соочување со делата на Астер, кај што исто така ја разработува врската помеѓу таткото и синот во едно навидум идилично американско семејство, филм кој започнува со мастурбирање фотографија, која има клучен удел за первертирањето на семејниот норматив во делото, продирајќи во рамките на забрането табу, толкувано како љубов, односно сексуална фиксација од мали нозе која всадува трауми кај сите членови на семејството. Уште од овој филм Ари ги разработува закопаните тајни во семејствата низ призмата на хорор жанрот. Смислата за хумор на Ари може да се забележи во лажната реклама за уредот Тинос Дикфард, односно во TDF Really Works во 2011 година,
во кој Ари застанува пред објективот да ја рекламира направата за складирање на прдеж во уретрата. Само за подсетување, во новиот филм станот на Бо се наоѓа над продавница за играчки за возрастни именувана како Erectus Ejectus. Истата година го снима краткиот филм во кој се појавува идејата за неговиот најнов филм, кој гласеше Бо, во кој Били Мејо од претходниот краток на Ари го глуми Бо, кој го опакува куферот да ја посети неговата мајка пред да му биде украден клучот од станот и помине покрај него. Самиот режисер го опцуе. Бо не се чувствува безбедно во влезот и станува параноичен поради гласовите во ходникот и накострашеноста на станарите, па затоа се вооружува пред надоаѓачкиот напад кој се случува, но од заседа, кој резултира во повикување на неговата мајка да го собере, која има анималистичко крзно и пуши пура. Така што абсурдот и анксиозноста се конститутивни елементи дури од краткиот филм, за кој иако не е посочено во него, треба да се знае дека во минатото Бо користел Ouija board, што е едно од потенцијалните објаснувања за надприродните феномени кои се одвиваат околу него. Во 2013 година уште еднаш си поигрува со пастелните бои во кои е обоено американското предградие и совршеното семејство во краткиот Мунчхаузен, за да ја обработи приказната за мајката која почнува да го разболува незиниот син, само за да не може да го напушти домот и оди на факултет, тангирајќи ги нездравите семејни односи, монтиран како нем филм, само со класична свита од златната ера на Холивуд, за дополнително да се истакне контрапунктот помеѓу идиличната визуализација и трулежот кој се крие во неа, кај што директорот на фотографија Погорзелски ги правеше тестовите за кадрирање на ентериер во куќа, по кој ќе биде запаметен во Hereditary. Уште посмешна од филмот е Kickstarter видеокампањата во која киднапираат режисери и го присилуваат да каже што ќе биде целта на Мунчхаузен, и ако не им дадат пари за да го снимат, ќе го убијат. Една година подоцна го снима Basically, во кој протагонистката која ја елаборира незината животна сага, кршејќи го четвртиот зид, е млада актерка која му објаснува на гледачот дека економијата не попречила во незиниот екстравагантен живот во богатото, но дисфункционално семејство, која помеѓу Ferris Bueller's Day Off преокупациите во животот си има и кратки вињети во кои си се запрашува за постоењето на Бог, завршувајќи со една екзистенцијална дилема. Истата година го снима до Turtle's Head, краткиот филм во кој амалгамира ноар елементи со неговата смисла за бизарен хумор. Не варе гледаме заборавен ТВ филм од 90-тите кој се базира на абсурден расказ и делува како некогаш да сте го сонувале. Во случајот на филмот е за детектив Женкар, кому од мистериозни причини секој ден почнува да му се намалува половиот орган и вовлекува навнатре, оставајќи го во депресија. Последниот краток филм е од 2016 година, насловен Селави, во кој што го применува методот на кршење четвртиот зид од Basically, но овој пат се обраќа кон гледачот преку еден опозитен лик, односно бездомник револтиран од животот на жителите во Лос Анџелес, која прераскажува неговата животна приказна со подемите во кариерата и падот за да заврши на улица, попатно убивајќи неколкумина, обивајќи во домови, другирајќи се и полемизирајќи за концептот на Unheimliche на Фройд. Во 2018 година го сними деби остварувањето Hereditary, непредвидливата агонија на семејството во кое треба да се носи со тековни и со наследни трауми, кој беше прикажан на Sundance и South by Southwest, кој заправо ги освои сите престижни хорор награди и го етаблираше Ари како автор на кој мора да се внимава во иднина, и покрај успехот на филмот никој не сакаше да инвестира во неговиот нареден Midsommar, додека не се осмелија скандинавските фондови да го поддржат и не сгрешија во таа одлука, поради која имаме модерно фолк хорор ремек дело во денешницата, која го рецензира во видеологија, кој представува постепено раскинување на една врска во која девојка ќе биде крунисана од населението кое го слави паганскиот обичај. Кога ќе ги земеме предвид сите овие начела со кои се краси трансгресивната филмска поетика на Астер, нема воопшто да бидете изненадени што ја сними неговата Holy Mountain, односно The Teen Drum, односно 3-часовна надреална хорор комедија. Токму времетрајањето е еден од најголемите непријатели на филмот, затоа што многумина ќе имаат проблем со долгорочното себе анализирање на Астер, затоа што ќе делува претенциозно и еднострано да се следи во чекор одисејата на невротичниот централен лик, иако јас би гледал 10-часовна верзија на неговите стравови, со секое инфилтрирање на некој од световите на потиснатото во кој престојува Бо,
Секако дека би функционирал филмот, ама би било осиромашено гледачкото искуство за непогледнатото очудување, кое можеби ќе воспостави мост со филмот на некое емоционално рамниште во оваа психијатриска сесија. Дистрибутерите A24 одлучија да не го прикажуваат филмот премиерно на филмските фестивали, со препознатливата стратегија на прикажување на крст киносали првиот викенд, за наредниот да се прошири убавиот збор во 1000 киносали, па потоа уште 1000 плюс, пред да спласне еуфоријата и за буџетот од 35 милиони долари да собере 10 милиони, што сепак е успех со оглед на изгледот и намената на филмот, пофалба која ништо не им значи на раководните на компанијата. Ари сепак успеа да направи едно април оваа година и на тие што купиле карта за режисерскиот рез на Мидсомар да им го прикаже Бо се плаши, на пријатно изненадување на лојалните фанови во киносалата на Аламо Дрифтхаус. Филм кој отворува анксиозноста низ животната сага на Бо, од неговото раѓање до смртта, живот поминат во постојан страф и параноја, премотан наназад во мигот кога грижата на совеста е неподнослива од губитокот на родител. Секој се помирува на различен начин, а мрзеволниот Бо го прави тоа со 3-часовно епско кошмарно патешествие низ иманентните пеколи на несвесното. Ако морам да го евалуирам, тогаш Бо is Afraid од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 269-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!